почитувани представници на институциите во Република Македонија, почитувани представници на USAID, почитуван господин Джеймс Стейн, почитувани стопанственици, почитувани партнери во проектот на USAID. Чест ми е да ја најавам денешната пресконференција со која сакаме да го означиме почетокот на USAID проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива, во рамки на кои во наредните 4 години преку активности ќе целиме кон подршка на малите и средни предпријатија за полесна имплементација на законската регулатива и подобрување на јавно-приватниот диалог. Во тој контекст би сакала да го поканам директорот на USAID Македонија да земе прв збор, господинот Джеймс Стейн. Good morning. Благодарам, добро утро. Много ми е мило што сум тук овде во лансирањето на ова иницијатива за поддршка што се нарекува партнерство за подобра регулатива за бизнес. Во потекот на изминатите 25 години СД ја поддржува Македонија. Наша цел е да се подобри конкурентност на малите и средни предпријатија, да се помогне во креирање нови работни места преку директна помош со малите и средна предпријатија и индиректно со владата да се подобри средината за развој на овие средни. Сите бизнес ентитети, мали или големи, треба да се развиваат и подобруваат со цел да ја задржат нивната предност за конкурентност. Ниедните развој на нови алатки во развој. Во минатите неколку години бизнисите изјавиле дека регулативата била повеќе сметка отколку поддршка. За еден пример, во 2015 парламентот усвои 517 57% од нив беа усвоени без јавна дебата и сега ова голем предизвик да се адаптираат во овие големи предизвици. Многу важно е за малите и средни предпријатија да се прилагодуваат и ефективно да одговорат на овие предизвици. Уште повеќе е важно малите и средни предпријатија да имаат збор како овие регулативи влијаат врз нивните услови за блиската сработка помеѓу бизнисите и регулативите на владата док на крај ќе придонесат за подобар разбир. Стабилна средина за развој на стопанството. Собствениците поминуваат многу време за наместо да размислуваат за развој. Преку партнерство се надеваме дека ќе помогнеме за развој и економскиот развој преку намалување на притисокот на малите и средни предпријатија поради промените во регулатива со цел да се особено за малите и средни предпријатија за законска поддршка. Денеска имаме можност да ја промовираме ова партнерство кој ќе помогне да се подобри капацитети на малите и средни, реализирајќи дека подобрување на диалог помеѓу сите заинтересирани страни ќе помогне во подобрување на бизнес средината. Стопанските комори кои се цел од проектот се и ова заработка очекува да резултира со иновативни проекти. Со овој проект се ќе инвестира значајни ресурси да се подобри можноста на бизнес економските се надеваме да овие ентитети ќе прават прија за подобрување на условите за малите и средни предпријатија со срајни партнерства. Се надеваме да очекуваме трајни резултати. На сите ви пожелам успешен проект и многу позитивни резултати во процесот. Благодарам. Почитуван директор на мисијата на USAID Македонија господин Джеймс Стейн. Почитувани представници на USAID Македонија,
почитувани представници од министерствата и државните институции, почитувани представници на коморите, почитувани представници на бизнес заедницата, почитувани медиуми. Ви благодарам за вашето присуство на денешниот настан. Ми представува големо задоволство да ве информирам дека започнуваме со имплементирање на 4-годишен проект Партнерство за подобра бизнес регулатива. Овој проект е финансиран од страна на USAID Македонија, а ќе се реализира од Епицентар во партнерство со Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИТ и Стопанската комора на Северозападна Македонија. Големо е задоволството што на овој проект ќе работиме во соработка со трите комори кои за прв пат ќе ги здружат своите капацитети за постигнување на заедничка цел – подобра бизнес регулатива. Нашите партнери во овој проект се долгогодишни гласноговорници и поддржувачи на бизнес заедницата во Република Македонија. Коморите, како представници на предпријатијата, се најдобро запознаени со нивното работење и проблемите со кои се соочуваат во секојдневните активности. Во текот на имплементирањето на овој проект ќе се обидеме директно или индиректно да ги вклучиме и другите релевантни асоциации во бизнес заедницата во спроведување на разни активности поддржани од проектот. Проектот предвидува поддршка во поставување и развој на неколку иновативни алатки, агрегатен портал и мобилна апликација, кои ќе овозможат полесен и поедноставен пристап до информации за сите корисници. Проектот предвидува и поставување и подобрување на постојните механизми и развој на нови алатки со кои ќе се подобри и олесни работењето на малите и средни предпријатија преку нивно активно вклучување во делот на донесување на правната регулатива. Овие механизми ќе овозможат поедноставно следење на регулативата, како и мониторинг на изначените казни. Со овие механизми ќе се постигне континуирано и подобрено усогласување на работењето на предпријатијата со законските прописи, со што ќе се оствари и основната цел на овој проект. А тоа е целта на казните да биде превенција и едукација, а не санкционирање. На идентификуваните проблеми ќе се пристапи методолошки, опфаќајќи го целиот синџир, сочинет пред се од самите предпријатија, коморите и внатрешните и надворешни правни советници, со цел градење на нивните капацитети. Покрај градењето на капацитетите на сите релевантни чинители со овој проект, ќе се направат напори и за подобрување на диалогот помеѓу јавниот и приватниот сектор. Понудените решенија кон кои целиме ќе создадат ефективен систем на носење на одлуки и барања, како и подобрен проток на информации во кои ќе бидат вклучени сите засегнати страни. Искрено се надеваме дека преку ова партнерство и реализирање на проектните активности ќе можеме директно да влијаеме на подобрување на македонската економија и да направиме клучни промени кои би требале да го помогнат развојот на предпријатијата и на малите и средни предпријатија во Република Македонија. Се заблагодарувам на сите партнери во проектот за соработката, за несеобичното споделување на идеи и искуства, како и за ентузијазмот со кој сите пристапија кон промените кои сакаме ги донесеме. Изразувам голема благодарност до USAID Македонија, што ја препозна големината на ова партнерство, како и за нивната поддршка која ќе овозможи реализација на овие идеи и можност да направиме подобри услови за работење на сите чинители кои сите заедно ја градат македонската економија. Ви благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани представници на USAID, почитуван господин Джеймс Стейн, почитувани представници на институциите на Република Македонија, почитувани стопанственици, почитувани партнери на USAID проектот. Во име на Стопанската комора на Македонија и во моје лично име би сакала да посакам успешен старт на новиот проект Партнерство за подобра бизнес регулатива, кој е финансиран и поддржан од страна на USAID.
Целта на овој проект е микро и малите бизниси од Македонија да ја подобрат нивната усогласеност со законските барања и секако бизнис организациите да воспостават конструктивен диалог за подобрување на регулативата. Ваквите проекти кои што се од значење за подготовка на компаниите за усогласеност со законските барања и можност за нивно прилагодување и менување заради создавање на подобри услови за водење бизнис во државата се добре дојдени и секако ние како комори ќе гарантираме дека ќе придонесеме за успешно спроведување на овие активности. Нашата цел е исто така да овозможиме вклученост на компаниите надвор од Скопје, односно целата територија на државата преку нашата мрежа на регионални комори. Веруваме дека овој проект ќе има своји резултати и успешно ќе се спроведува и по неговото завршување, така што како комори сме подготвени да спроведеме се што е од значење за нашите компании членки и што е од интерес за сите институции во услови на создавање на подобра бизнис регулатива. Исто така, не помалку значајно во овој проект ќе биде и градењето на капацитетите на стопанските комори во подготовка на анализите кои што се од значење за подобра имплементација на прописите во праксата, но исто така и на подготовка на самите компании да можат да се прилагодат на законските барања и да бидат навремено информирани и подготвени да одговорат на предизвиците и на новите промени кои што ги носат законските промени. Ве благодарам и посакувам успешен проект понатаму. Индерувар зотри Джеймс Стейн. Подсетувам зотри Джеймс, подсетуване партнери, подсетуване госпоѓа Милеска Штрбеска, подсетуване господине Димовски, господине Поповски, подсетуване предприемачи и представници на медиумите. Повеќе од 10 години Стопанската комора на Северозападна Македонија има промовирано интереси за бизнисите и овој проект представува предизвикувачко патешествие кое што ќе превземе најпрви во име на Стопанската на Северозападна. Сакам да изразам благодарност. Ова е првиот пат трите стопански комори да се соединат со цел да спроведат проект кој цели кон подобрување на бизнес регулатива. Синергија представува добар прецедент, пример бидејќи нашиот глас ќе биде повисок и ќе ги офаќа поголем број на бизнес заедници. Како наши перспективи може да се разликуваме, при третирање на важните прашања за бизнес, но имаме иста мисија, економскиот развој и општествениот развој на државата. Исправната спроведување на законодавството е главно начало на нашата комора преку стратегијата 2016-19. Поради тоа представува напор за обезбедување афирмативно спроведување на законите и правилниците кои се однесуваат на подобра бизнес средина. Често законите се добри на хартија, но спроведувањето и практиката представуваат проблеми, бидејќи во неколку случаи за бизнесите тие представуваат проблеми или потешкоти заради недостаток на информации. Со овој проект ние целиме кон надминување на пречката за информации и сознание меѓу институциите и предпријатија. Како заклучок, сеопфатниот пристап е неопходностот и со нашиот партнери другите причинители во насока на алокација и лобирање за интересите на бизнисот во државата. Овој проект не е соедини и овој факт сам по себе представува успех. Меѓутоа, ние како комори целиме понатаму да создадеме и зајакнати капацитети на нашите органи и работни тела за време на да бидеме подготвени за новите законодавства и да се избегнат глобите. Силно верувам дека доколку продолжиме заеднички како комори со нашите партнери во овој проект, ќе успееме да ги подготвиме бизнес заедниците, да обезбедиме владење на правото и подобра бизнес средина во Република Македонија. Благодарам.
Почитуван господине Стейн, почитувани представници на Стопанската комора на Македонија, почитувани представници на Стопанската комора на Северозападна Македонија, почитуван господине Димовски, почитувани партнери и гости. Особена чест ми е што денес сум тука на официјалното представување на заедничкиот проект Партнерство за подобра бизнес регулатива, на која заедно со партнерите ќе работиме во наредните 4 години. Ова немаше да биде овозможено без подршка на канцеларијата на USAID во Македонија, која во изминатите години несебично секој пат го поддржуваше развојот на МАСИТ и ИКТ индустријата во Македонија. Бидејќи МАСИТ ја представува ИКТ индустријата, морам да нагласам дека ИКТ индустријата стана максимално хоризонтална во последните години и не може да се замисли ни една друга индустрија која не инволвира ИКТ технологии. Од тука, инволвираноста на МАСИТ нема да резултира само со влијание за подобра бизнес регулатива во ИКТ индустријата, туку ќе има значење за целокупната бизнес заедница во Македонија. Овој проект е огромна можност за зацврстување на позициите на коморите во креирањето на подобра бизнес клима и пренесување на барањата на индустријата, што е примарна улога за сите нас. Овој проект ќе биде основа за понатамошна долгорочна соработка меѓу коморите за заеднички настап пред институциите, што е многу потребно посебно во овие услови на работење и функционирање. За крај, уште еднаш огромна благодарност до канцеларијата на USAID во Македонија. Посакувам да имаме успешен проект со резултати кои ќе овозможат ефикасност во стопанството и подобра бизнес околина. Благодарам.